Научи, ја знаеш како викам? На жена ми викам, не може викам ти поише од 100 стоилов да сакаш да победиш. Тоа не таму го гледа цел свет. Жена ми моја разбирала, ти ова го виде, ти не го виде добро ми вика, бе Марија, јас го гледам, бе викам, ја знам зашто сум бил 20 години таму, не можам да не го гледам јас тоа. Како си се пожаливме од сега гледање ракомет без жени, да знаеме. Не, никаде. Дечки, здраво, петок е, ова е нова епизода од Кланичарски муабети. Овој пат не до толку кланичарски, повеќе спортски ќе ги тераме. Со нас е Наумче Мојсовски, кој не го знае нека пукне. Наумче, фала ти што дојде. Ја кога ќе се спомне ракомет, 3 имиња ми се у глава. Пепи Манасков, ти и Кирил Лазаров. Кажувај нешто за ракометов, за утакмицава, нервозни сме, знам. Те молам, ја не можам да прокоментирам ништо, како да ти објаснам. Значи, таков нервозен спорт ми е ракомет, дома да не ти покажам слика што све фрлив на кај телевизор. Сите фрлавме, прво добро вечер до сите. Драго ми е што ме викнавте во ваша емисија. Па како што кажа, нервозни сите. Се собравме, дојдов тука после на преварот со Исланд. Сите очекував, ми се надевавме на добар резултат, победа. Па и убаво тргна. Сега да не се лажеме. Тргна. Знаем, јас малце предосеќав зашто пак ние таа тупата ни е тенка која како што кажа уште се пред самото светско првенство. Што побрзо ги уклопиме младите, то полесно ќе биде на повозрастните кои се таму, кои веќе носат таа тежина. Ако побрзо ги уклопиме, полесно ќе се растеретат тие и ќе преземат одговорност. Ние тоа светско не го видовме, не барем со пославија репрезентација, да кажем Бахрейн и Јапан, не им дадовме слобода на тие деца. Таму да требаше да за овие да земат здив. Да, така да нервозен секако. Кажи ми, те волам, како ти е да седиш дома и да ја гледаш репрезентацијата на телевизор? Дали ти да настанеш и да влезеш во телевизор? Па мислам дека јас и други интервјуи што дадов, мене ми е моментално да ви кажам, не очекував дека вистина макар ќе ми е потешко. Полесно беше кога игравме, дали бев така е уште како дете поопуштен, без трема, без ова, сега нервоза, кој зошто му паднала. Не можеш ништо да помогнеш, не можеш. Не можеш да реагираш ништо и се нервирам, буквално жена ми вика што ти ја искрчи маса, што јас така, знаеш кога ќе ми техничка. Па тоа само ги ти да е. И се например компјутерни лаптоп скокни тоа, летни, вика што ти е маса да искрчи. Ова е. Викам кај можам да реагирам на друго место, се мова. И нервоза, многу. Катастрофа. Види, убаво кажа ротацијава дека не е проблем. Ја мислам дека како идат годините, све повеќе физички ракомет се игра и повеќе бара, да речам, сила, енергија и таа ротација дека е клучна. Па видовме, значи уназад репрезентациите што веќе се моментално на светско првенство. Видовме дека никој веќе не игра со тие 5-6 ракометари додека не умрат или од времето од Наше или од Лино или не знам кој беше. Ајде тие 6 и додека не вадат јазиците. Сега не е така. Ке ти дојди Франција која менја на секој 5 минути. Не можеш да ги запамтиш кој кога треба да чува. Кога да чуваш, така да мора да се ушимуваме, мора да бркаме таа Европа да ја стигаме со нивната игра, со нивниот начин, со нивното понашање, со нивното. Са ние на пример денеска после овој пораз, кај да не седнеш, ние сме не 7 дена у несвест паѓа. Несвест, сумирање, дома не си скача, плачење, колење. Утре шпанци, французи на ваков пораз секако нови. Тие викат лоша стрека, поминало, заминало, нема што да врати. Ние кукаме, колнеме, плачеме, зашо ти не, а ти. И тие работи мораме да ги стргнеме и да фаќаме приклучокот на Европа. Иначе црно ни се пишува. Не црно, него лошо која народот, од тоа 2009 континуитет го држиме. Види, чекај, кај нас знаеш дека има 2 милиона селектори и тренери, сите знаат. И тоа посебно у јануари. Ќе начека топ експерт за ракомет. Сите знаат, да, па која е посебно вака големи надпреварувања, ама баш сите знаат. Од на трибини таму што се заминати до така да не. Мора да се реагира, мора да се прати трендот, мора да играат сите 16.
па макар и по цена како што спомна пред ова и на почеток и неуспех. Германија имаше репрезентација страва, страшна репрезентација, али веќе дојде во повозрасни години. Се заситија и видеа дека веќе не може да оди нагоре. Точно. Луѓето зема со 80 милиони народ, пресекоа и ги немаше. Ние, да не кажувам, смешки игравме со нив и ги победуваме како ќе стигне. Али вика луѓето, нас ни е цел сега, правиме проект за наредно. Ајде сега оди. Сега идите па и викам, ние мора да сватиме дека све што било поминало и дека утре науче Мојсовски го нема, го има Талески, Кузмановски или Биркуловски, не е тука. Мора да си игра ракомет. Сега, како ќе го сватиме ние? Да, нацијава сака успеси, ама нека треба да гледаме реално. Да, пошто мала нација сме и немаме ние како Русија или како Германија 10.000 ракометари. Да, ние бираме од шака ракометари. Така. Ние од 16 бираме 14 да си. И толку. Нема реално се. Види, ја мислам дека тука и публиката кај нас е малце престрога кога се работи за овие големи надпреварување и тука ќе се карам со вас, значи треба малце повеќе поддршка да даеме на дечките. Не на толку сега епте струшјаци си да набират за све. Да. Кажи ми, многу ме интересира, значи ти си човек што прошол на вакви првенства, како е да се биде на вакво првенство? Што се дешава, како тече еден ден? Карантини, чуда. Пошто ја гледам дека практично како да немаат 2 минути слободни. Не, фулци. Игра ја на работа, се враќам од работа, пак играат утакмица. Да викам кога човече, ја не сум се одморил што сум ја гледал претходната, не па следнава. Не, фул, значи тие, ајде да не кажам ја прва фаза од светските надпревари. Прва фаза си 6 репрезентации, 5 надпревари, така. Во 5 надпревари ти си играат во 6 дена. Првите не рачунајќи кога почнеме, веќе во еден ден е пауза и толку. Тие све од денес за денес. И нема, после 8 сат завршил на период, ти да мислиш пак нешто на овај. Готов, утре до нов те чека. Кога ќе се спреми за тоа? Фул, значи, многу гледање, цедиња, спремања, многу. Све ти израчунато, све ти е до секунда, да. И од кај организаторите од протокол и од самата репрезентација како треба се припрема. Знаеш, ти имаш од 10 и 18 минути до 11 9 минути тренинг. И не смеш ни порано, ни покасно. Не смеш ни да јадеш ако е во 1:30 до ручекот, во 1:30 до 1 и лупам и 40, например. Ама не можеш да менјаш ништо. Така да све ти си подреден на тоа и доста нашиве деца, пак уште ќе се вратам на публика, доста гледаме фейсбуци, инстаграми и кој шо рекол, и ако рекол некој лошто, са ќе се навредиме или не знам шо. Дај тие работи да се тргнат, да се заборават и... Види, ја знаеш шо ќе излечам поента од ова што кажам, мислам паметно збориш искрено, барем имаме таа среќа со еден колективен спорт, секој јануари сме на светско, на европско првенство, значи ние сме таму со врвот. Така. Сега, наше да ја дареме поддршката, нивно е да се регрупираат и нормално, да одиме секогаш за нешто поборе. Така. Слушај, и за друго нешто сакам да направиме муавет, тебе и Моцарт те врзува една интересна и многу позитивна приказна, да. А тоа е теренот за ракомет во твојот роден град. Значи, што се дешава, како се дешава, ние следевме и преку Facebook кога беше отворањето и турнирот. И кажи ми каков интересот таму, што се дешава, млади деци играат ли? Има, веќе студа увек имало и на тоа игралиште малтене 90% сите пораснавме. И сега растат, ама сега растат во одлично руво и одлични услови. Ние друго беше тоа време. Ајде да не кажам, немаше ни голови, можда и ни огради. Да. Сега е средено цакум пакум, така да, како што кажа, со Моцарт не врза една приказна која има некои дечки кои се криви за таа, позитивно криви за таа приказна. Баш случајно све дојде, бевме нешто договорени начелно, ама као стенд бај, и пред самиот турнир брза постапка се реши
И мислам дека оваа година беше и најквалитетниот и најдобар на изглед турнир И организација на ниво. Мислам дека најзгрив за тоа и најзаслужен моментално оваа година беше Моцарт. И се Слушај, надевам дека ќе продолжиме. Дај Боже, ако во такви услови како што ги кажуваш искочиле на коментари како тебе, сега во овие услови чекаме и бојни генерации, дај Боже. Во мое време имаше малтене 9 репрезентативци, можам и да ги намерам, али не е битно. 9 репрезентативци, а репрезентативци на Македонија во ракомет. Кога се дешава најголемите успеси, 5 на европско, 7 на 8 на светско. Така да, тоаш беа најголемите успеси. Искочија 9 репрезентативци. Сега малтене има уште 3-4, 5, али го држиме континуитетот и се надевам со вакви услови дека Дај Боже да оди и нагоре. барем нашо избега во Србија маму таму медалот. Да го Види, донеси. имаме моментално, значи, сега види, кладилничарски се муабети, не може да не те прашам, па некоја прогноза да фрлиш луѓе, гледаат, имаме моментално голема игра, односно надпревар, тоа ни е доктор за ракомет. Ја одма да кажам дека не сум доктор за ракомет, ајде да не речам нека сум доктор за фудбал, пошто немам ќоров тикет фатено, ќе се смеат после у коментари. Кажи ми, кои ти се фаворити на ова светско првенство? По тебе. Абе, има многу. Не многу, 3-4 се фаворити. Знаеш, ракомет ми е многу изедначен спорт, кој играат некој не можам да ми... Пак увек зависи, не е ракометот како фудбалот. Значи не е битно кај играш и што играш. Да, битно е, ама не е одлучувачки кој што е во 90% ракометот. Зашто? Сега, например, да ги гледаме во таа група, са помалце ни е нас во могучност во Македонија, не знам дали другите гледаат арени марени, али скандинавскиот дел што игра таа група таму, Норвешка, Данска пред се, и Норвешка и Шведска играат еден страшен ракомет, кој е во Данска си игра, таа група, а ваму се, за мене, покажат да Шпанија, ама не е то, Франција и Германија. Е сега, кога ќе се приклучат во завршниот турнир се дешава полуфинале, финале, ќе се игра во Германија. Јас по мене, Германија, Франција се што игра во група, беа подмогнати доста германците од судиите, пошто суделува. Значи тоа на таа работа, на 20.000 навијачи. Суди и ракомет, значи тоа ми е болна тема. Да. Значи како да ти кажам? Многу и мислам дека од, ајде да не кажам, пред све ми беше Данска главен фаворит, тука со Франција со ова, се одеднаш кога ќе дојде у Германија, не е тоа не се навикнала дома да игра на 10.015, се доаѓа гостинци. Малце се интересен форматов и со два домаќини, да. И мислам дека пак пред све Германија и Франција. Германија и Франција. Она што го видовме пред вчера, мислам беше, кога се судрија титани, она мене коските ме боле, да ви кажам право. Кога ги гледам, крви, лета, фаули, 2 минути, викам шо е? Еј, да знаеш се ајде трае првенство да не правам вако, ама еднаш ќе ги те викнеме посебно да објасниш за судии у ракометов. Не, тоа е како самоволие. Зашто уште? Па затоа викаме. Затоа спортов... Ја мислам ако се сложиш, значи нема спорт кај што судија може поише да влие него ракомет. Значи не постои. Дефинитивно нема. Значи може човече да свртат што и да ти каже, што и да ти суди контра, а ти знаеш дека не, знаеш што ќе ти речи, па судиско убедување или одлука таква судиска и не можеш. Ама ти не си го видел престап, скокнал Манасков, немало престап, ради што навијал лупам за Германија, свирнал престап. Зашто тоа решава или не знам што. Не може да вратиш после. Тоа во фудбал не може да ти свирне или во баскет се гледа тоа, не разбираш. И кај нас се гледа, ама и затоа е ракометот реално гледаме на светско ниво, е кај што е. Не е фудбал, не е кошарка, не е. Добро, ама со тек на време мислам дека се прават промени, али да го направат се тоа уште да се има влијание јако судиското. Значи ќе давам ја совет до дечките. Значи ако колнете некој, колнете по судиите, остајте ги ракометариве на раат, дечките се трудат, поише од нас и од вас сакаат да победат. Никој не сака таму да не победи или лошо да изигра. Момче, топ муабет си направивме. Фала ти што дојде и да знаеш дека ќе те викам пак, пошто и тука сум со ставовите со тебе, јас сакам да си викам некој со кој што се сложувам. А вие
и понатаму гледајте го светското првенство во ракомет, не чекаат преинтересни утакмици, а тука ни доктор за ракомет, значи типувајте, погодувајте, имаме и награди и све. Момче, се гледаме и да одгледаме една утакмица заедно, финалето, те главам да го гледаме Ајде, заедно, 100%. да ги оставиме раат жениве. Барем тие нас да не остават, не ние. Да. Дечки, се гледаме другиот петок.